Хајде да одиме со гледачите, знам дека е хаос се јавуваат, интересни сте човек да ве чуе, да ве потпрашари. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Се јавам од Неготинот. Ајде. Поздрав до гостинот. Ајде. Баш се покупи моментот со претходниот муавет што го водите. Ако може гостинот малку поопширно да елаборира за времето на доаѓањето на словените. Значи во 6-тиот век, за време на доаѓањето на преселбата на словените, добро, овде на нашите простори била Византија. Така. Процветот на Византија, значи најголемите достигнувања како империја биле во 6-ти век. Дали знае друг пример во историјата на било кој народ, племе кое било неписмено сточари, да покори една империја која што била во процветот, значи со култура, јазик? За мене тоа е несфатливо. Така. Значи влијанието на словените е многу мало, да не речем никакво, и не верувам дека ние сме од словените, значи нашите корени се исклучиво македонски. Добро, господинот Паско Кузман сега кажа, финишираш убаво што сакаш да каже, дека он не сака да направи негирање на еден период во генезата на македонскиот народ на што сме денеска. Едноставно сака да каже дека иницијалната каписла, односно базата на оно што го имаме ние како генетски код, треба да се бара во македонците, кои што античките македонци, кои што според сите историски факти биле дел во денешна Македонија, поголем дел во Северна Грција и мал дел, ако не се лажам, во Бугарија. Значи тоа никој не го спори. Јас оно што сакам да го прашам од каде им на грците ексклузивно право? Зевс ли им го даде дека они мора да го користат името Македонија? Ако појдете на Википедија или на било која позначена енциклопедија, и отшукате Македонија, во Америка ќе добиете 8 града или помали села кои што се викаат Македонија. Во Бразил едно, во Романија едно. Кажете ми сега е ваше човечко размислување. Зошто грците нив не им забрана да се викаат тие Македонија? Значи прво логично прашање, нели зошто? Или пак е стравот во нешто сосема поинаку, не во генетскиот код, можеби има некаков поинаков страв кај грците. Добро, тие имат некој историски страв, изгледа, до 90-тите години тие не сака да спомнуваат македонците опште. Така. Значи, нивната северна провинција се викаше Северна Грција, се викаше, сега се вика Македонија. Така. И сега сите аеродромот они го прекрсти едно. Да, аеродромот си го прекрсти во Македонија тогаш во 90-тите години. Така. Драхма за Александар Македонски извадија тогаш во 90-тите години. Сите граници, значи ги на Китија со старомакедонски символи тогаш во 90-тите години. Дотоа што тие не ќе да служат. Знаете дека ние порано Југославија кој одевме таму, пишуваме СФРЈ на наша и од национална, иначе не можете да влезете таму. Значи тие едноставно имаат некој историски страв од Македонија и нормално е, бидејќи уште Демостен, нели, зборуваше против Филипа и нарече варвари, мстители, поробувачи, не знам, дивјаци и така натака. И сега одеднаш само тие имаат право. Значи тука има една некоја историска неправда пред која молчи вавилонската, ќе речем, се извинувам, Европа. Значи молчи. И тие така разгалени наши јужни соседи, дури имат и симпатии кај нас, иако во нашите песни, има вчера слушнав една преку радио Лафово во Охрид, бегајте грци, ве сакаме, така има во песната, или песната што денеска ми ја спомна Мирка Велиновска, нели, не знаеме кој што сме, други нас не знаат, и за селото Загоричани и така натака. Значи, ние имаме една бурна историја во врска со грците и таа бурна историја изгледа нив им е влезена во длабоко во коските, иако сме ние вака мали, ништо не бараме сега од нив. Ниту бараме од бугарите нешто да ни подарат, ниту пак не знам од кој други бараме нешто, само си бараме нова наше барче земја сигурно, да си живееме слободно и да ни сметаме. Ние никогаш не сме биле така воинствени се во најстарите времена, се разбира. Одиме со следниот гледач, добро вечер. Кој се јавува? Ако може само... Ало? Дали се слушаме? Добро вечер. Кој се јавува? Гледач од Скопје. Може ми презиме, пошто се да се представуваат? Па, добро. Вака, јас имам едно интересно прашање. Ајде. Првен уствари би сакал да честитам за емисијата. Убаво е да се говори за идентитетот. Добро. Воопшто, треба човек да си ги сака тие работи, тоа... Добро, ние не зборувавме само да те коригирам, значи ние не зборувавме вечерва само за идентитетот, зборувавме и за
керките 4, дали може би оделна машко, значи имавме многу прашања му поставивме господинот Паско Кузман. Добро, Иван, во ред е тоа. Сега јас имам едно интересно прашање вака. Ајде. Моето прашање, бидејќи господинот Паско Кузман е археолог, мене ме интересира од каде потекнува белата раса воопшто. Значи белиот човек, пошто имам некое вака размислување дека на светот постојат 3 раси луѓе: црни, бели и жолти. Оние жолтите живеат во горниот дел на светот и имаат жолтен, коси очи, тоа се азијати, индијанци, така натаму. Добро, индијанците во Америка биле црвени. Човек живее долниот дел на светот, нели, црна кожа и така натаму, знаеме. Сега белиот човек од каде потекнува? Предпоставувам од средишниот дел на светот. Да. И вака од една проста математика, која ќе удрам една центар на средина на тој дел на светот, е баш Македонија. Така. Ја не велам денешна баш Македонија, но овие простори. Така. Добро. Да го чуем одговорот. Ти благодарам за јавувањето. Поздрав до дома. Научниците спомнуваат често за потеклото на старите народи и опште за народите индоевропски народи, Така, Азија и Европа. Така. Значи, и тука се главно овие белата раса што ја кажува господинот, жолтата раса се далеко во Азија, нели? Така. И црната раса во Африка. Најстариот човек, познат по име до сега од научниците, е жена, нели, Луси, пред 3.200.000 години, Така. е во Африка. Пронајден. Жалота му е откриена, нели? А сигурно и на нашите простори, односно на европските простори, постојат такви стари, има Алтамира, Ласко, тие старите палеолитски пештери, каде што се најпрвите луѓе. Се оде во Македонија има доста, сигурно и од тој период, и од палеолитот, има од времето на пештерните лавови, од поларните мечки, од жирафите кои биле на овие простори, од тогаш има живот. Но најстариот откриен кај нас скелет, како што знаете скоро, нели? Сега во Источна Македонија. Имаше интересно име му дадоа. Славе, му дадоа така археолозите на шега, бидејќи на кутијата така пишувало. И сега со тоа малку медиумите си поигруваат или другите Славе, не знам уште од сега му даваме име. Нема врска, тоа е дел од работата на археолошката екипа. Тоа е значи од стариот неолит. Докажано со C14 метод дека е тоа. Што е C14 метод? Тоа е метод за одредување на староста врз основа на остатоци на некакви остатоци, како да кажам, магнетни остатоци од старите времења. Со каква маргина на погрешка работи? Па за старите времења плюс минус 100 години не игра некоја голема улога или 50 години. Значи со такви. Со таа маргина од калкулацира, 50 на години, 30 на години разлика тоа не значи многу. Значи со таа точност се опре. Колку понови работи имаме, толку поголема е грешката на C14.